историја за мајката, таткото и дедото на убиената Вања. Во минатото писание ви ги презентирав сите докази, не мој, туку на МВР, оддел форензика, дека Палчо не е присутен ниту во осомниченото возило, ниту на местата на настаните. Сега продолжуваме со покажување на вистинскиот убиец од Велес, кој е најзаслужниот за оваа лажна конструкција на ОЈО. Ова дете, Александар Ѓорчевски, е многу помлад од мене, па затоа употребив збор дете. Не знаев дека воопшто постои. А пак кога таткото на Зорица Ѓорчевска, мајката на Вања, купи стан од мене, Ванчо Лазаров. Ниту Вања била родена, ниту пак семејството Ѓорчевски постоело. Станот сум го продал на дедото на Вања, Ванчо, кој беше најскромниот купувач, кој беше и единствениот кој работеше за плата, за разлика од останатите купувачи како еден Страшо Гранит, Глигорije Гоговски, Митко Нонески. Зошто е буквално отпосле измислен таткото Александар во оваа конструкција на Спасовски и Бубевски? ОЈО во обвинението тврди дека Александар мене ми давал информации кога Вања излегува сама од домот. Мајка ми учеше во Njegош пред земјотресот и јас во Пеставоци, како и ќерка ми. Но според ОЈО, Александар ми требал за да каже кога почнува настава во Пеставоци. Толку глупо и безобразно, навредливо безобразно, но ОЈО тоа не го интересира и продолжува дека сум ја пренел информацијата на тројца обвинети за да ја грабнат Вања. А јас со осомниченото возило сум им се придружил во Визбегово. Тоа дека е злосторство на Александар, а мотивот бил некој друг од потесното семејство да даде пари за откуп, предпоставува мајката Зорица. Без ништо да проверат, од ОЈО влегле во приказна која е комплетна лага, зашто ако сме во договор со Александар за вакво монструозно дело, барем она што го прочитав во списите во истрагата, цитирам, Александар знаел дека Зорица Ѓорчевска продала стан на износ 85-90 евра, од кој купила Toyota Yaris, нешто потрошила од 2022 до 2023 година и остатокот го рочила 30.000 евра. Сето ова на ОЈО му е познато од извештаи на МВР, оддел за економски и компјутерски криминал. Сосема спротивно на доказите, ОЈО пак го вклучува Велибор Манев, признавачот и убиец. Но овој пат ќе треба внимателно да читате како е измислен Александар. Велибор Манев е уапсен на 2.12.2023 околу Пладне од СВР Велес. Квалитетно одработен од инспекторите, го покажал телото на Панче и на 3.12.2023 е однесен во ОЈО да даде исказ. Во кој исказ на околноста родителите на убиеното дете го изјаснува следното. Колку што ми е познато, Палчо ги знае родителите. И толку. Нема никакви дополнувања или детали, нормално се направиле тој и вториот признавач. Но јас само сум дошол и убил. После исказот, притвор нормално. За тоа време, Дејан Димовски активно комуницира со Александар, кој, како загрижен, барал камери и видеа низ Дебар Маал. А ово што ви го пишувам е фотодокументација од скапиот началнички телефон Samsung S21 Ultra, кој по грешка ОЈО го оставил во списите. Што покажува таа комуникација на 2 декември 2023? Расписката завршува кога началникот Дејан Димовски праќа порака на извесен Риле со атачирани видеа од сомнителни автомобили, со текст препрати ги видеата на нашиве што гледаат камери, Сашко ми ги прати, на Вања таткото. Ова се пораки од 2 декември 2023 додека Велибор Манев е во ПС Пролет на обработка во исто време. На 4.12.2023 е уапсен таткото Александар и веднаш утрото на 5.12.2023 Оливер, бившиот и Бубевски послушниот, прават пресконференција без ниту еден доказ, а расплаканата обвинителка веднаш потпишува наредба за истрага со осомничен Александар во неа. За прв пат името на Александар се спомнува во наредбата на 5.12.2023, а само 12 часа подоцна убиецот Велибор по втор пат го носат во ОЈО во 14 часот. На 6.12.2023, за да даде повторно исказ,
но овој пат после 3 ноќи во притвор и изолација и почнува. Појаснувам дека Владко Кешишев видел како Љупчо Палевски разговарал со таткото на девојчето, а исто инспекторите од ПС Пролет ми потврдија дека имало комуникација со тие два телефони. Па подоцна во истиот исказ кој го дава, говори за информативниот разговор со инспекторите на 2.12.2023 од ПС Пролет и продолжува. Јас не го следев тој разговор, а Владко ми кажа дека се јави таткото Александар и разговарал со Љупчо, а за ова разбрав дека има доказна врска, а ова го разбрав дополнително во ПС Пролет. Овие искази дадени во ОЈО се во врска со информативен разговор во ПС Пролет од 2.12.2023 додека Дејан Димовски нормално комуницирал со Александар, што е видно од фотоалбум направен од МВР од нивните меѓусебни пораки од Дејан началникот и Александар на истиот ден, 2 декември 2023 година. Но се поставуваат две логични прашања како тоа во 24 часа Александар стана осомничен и како признавачот убиец го знае името Александар, додека е лишен од слобода и е во притвор. Ако инспекторите му потврдиле доказна врска, на 2.12.2023 Александар ќе беше уапсен истиот ден, а не да се допишува со началник на ЕНК СВР Скопје. ОЈО направиле хаос во истрагава за да се конструира мотив, но утнале, па ми оставиле фотоалбум од пораки на Дејан Димовски и Александар од 2.12.2023. На овој начин се обидоа да конструираат врска помеѓу мене, Палчо, и таткото Александар, но тоа го направиле многу глупо, провидно. Докази уште бараат, а судењето започнува со спојување на обвиненијата во еден судски процес. Јас не сум грабнувал, ниту сум убивал, но сега со се што направија, ќе има борба. Па како увод, тренинг, продолжувам да завршам околу мотивот. ОЈО го започнува обвинението дека заради користолюбие со помош на Александар сме сакале да примораме некој друг член од потесното семејство да даде пари за откуп на детето. Тоа е мотивот и почетокот. Но ниту еднаш ОЈО не праша каде планиравте да го чувате детето, доколку е откуп, туку сосема спротивно тврди дека дупката во која е закопана Вања е копана претходно, не на 27.11.2023, кога е убиена, што значи дека однапред е одлучено да се убие детето. Според ОЈО, Александар соработувал со мене за да ја убием неговата ќерка, а не заедно со него, заради користолюбие, да ја примораме Зорица Ѓорчевска да ни ги даде орочените 30.000 евра. Тешка небулоза, која што е глупа, тешко и се објаснува. Но ОЈО и брифираната медиумска рулја лажат на големо. ОЈО ги крие исказите на признавачите кои ме посочуваат затоа што и двајцата најмалку 6 пати повторуваат дека Вања била грешка. Постара личност требале да грабнат. Но таа околност ОЈО не ја спомнува, ниту пак еднаш не ги прашала ако Вања е грешка, кого требаше да грабнете. Посебно, убиецот Велибор, кој потенцира дека Вања била грешка, а во исто време, со потврда од инспекторите, го посочува таткото Александар, а тој не е грешка. Тој е таткото на Вања. Во моментов, со мотивот за ова злосторство, ОЈО е во глупа ситуација, не знаат кај тераат, па се наделаат дека со насилна судска постапка да дојдат до пресуда. Никого од нив не го интересира вистината. Па затоа ќе ви напишам и моја кратка изјава, пренесена од мојот исказ на ОЈО во оваа околност. А таа е следната. На црниот хард диск, марка Toshiba, ќе ги најдете истите 300.000 разговори, што ги имаа СЈО и Заев. Зарем не е полесно со тие гнасоти од оваа гнасна елита да земам пари заради користолюбие, отколку да убивам дете и старец? Тогаш за прв пат се насмеав, бистрата Цалева, втората обвинителка во распитот, не праше. Од кај ти се? Зоран Заев како премиер лажеше пред јавноста дека ги предал сите така наречени бомби во СЈО ЗМ. Да се вратам на сериозни работи и аргументи. А тоа значи
откровението на признавачот убиец во функција на Ојо Велибор Манев. Освен чудното спомнување на името Александар, кој е уапсен 2 дена после Велибор, и лагите од типот Владко ми кажа, кој пак Владко на прашање од Ојо на комуникација на Палчо со Александар, одговорот на признавачот Владко е: јас не знам, не сум чул дека Палчо разговарал со таткото на детето. Но продолжува со: инспекторите ми кажаа, па не само Александар како име, туку на 3.12.2023 за местото на настанот вика една депонија. Но на 6.12.2023 веќе е прецизен. Па спомнува местност Дупки, а Вања е пронајден после неговото притварање. Повторно е нејасно како тоа термин, што за прв пат се појавува на 5 декември во наредбата на Ојо, а он у притвор, па не само што спомнува местност Дупки, туку и диктира точни димензии на дупката каде ја закопа Вања, и тоа 180 на 60. Но цитатот е многу интересен. Јас и не знаев тоа место како се вика, туку откако се случи настанот, дознар дека се вика Дупки. Заборава дека настанот се случил на 27.11.2023, а за прв пат Ојо го соопштува како локација на 5 декември, откако е веќе 3 дена уапсен. На исказот на Велибор Манев е изграден целиот обвинителен акт и со масовно медиумско лажење како безневиден криминал на 540 милиони американски долари за ирански пари во НАТО банки во Македонија од продажба на шахид дронови, објавени на 28 ноември 2023 во подкастот на Десна Крш број 111. За крај на околноста, соработка на Палчо и Александар, ни после 10 месеци се уште немаат доказ. А еве го 20 септември доаѓа. Се гледаме на суд. Во приложените докази никаде не постои доказ за било каква комуникација, а бриферите на глупавите новинари не им кажуваат дека месец дена пред да ме донесат од Турција на 8 април оваа година, со претходно одобрение од судија на претходна постапка, двајца инспектори на СВР Скопје по наредба на Ојо го посетиле Александар во притвор во КПУ затвор Скопје, за да им го отклучи телефонот Samsung, кој го користел до април 2023 година. После 5 месеци од апсењето на таткото Александар, Ојо уште бара докази, а нема. Јас на 5.6.2024 ги отклучив двата телефони и во 1400 страници списи на Ојо не постои доказ за било каква врска меѓу мене, Палчо, и таткото Александар. Ојо нема доказ за мојата присутност во Рено Кангу. Нема доказ за моето присуство во куќата на Панчи. Нема доказ за присуство на Рено Кангу на местото на настан. Нема оружје, но и нема докажана врска помеѓу таткото Александар и мене, Палчо, освен приказната инспекторите ни потврдија, кои се сведоци на Ојо, на кои со особено задоволство ќе им поставам сериозна количина на прашања. Сите приказни престануваат на суд, лажови новинарски, затоа што по паметот на Ојо во суд како пример ќе гледате лопата како доказ, лопата за која МВР оддел форензика утврдило дека копала кој знае каде, но не и дека со таа лопата е копана дупката за Вања. Но ете, Ојо ја прилага и лопатата како доказ. Ке мора за 2 дена да ме сослушате и кјутите, затоа што според ЗКП имам право на воведен говор, за да ве покажам дека сте најголемото ѓубре од македонскиот народ. Ви се спремиш за на суд, не се секирете. Овој пат Ојо ќе биде расклопено до најмало штрафчи. Продолжува. Љупчо Палевски, Палчо, свој рачно.